Добро утро, почитувани гледачи. Редовниот термин за почеток на ново издание на емисијата Фактор здравје 9 часот и 15 минути секојдневно од понеделник до петок сме заедно со вас. Различни теми, различни гостувања. Утрово имаме во студиото фармацевт, па оставаме простор да поставите прашање сето она што ве интересира, што го имате како дилема околу терапијата која што ја примате или пак некои дополнителни прашања кои што ќе бидат во ваш прилог, а не сте успеале досега тоа да го направите. Ја продолжуваме традицијата на секогаш еднаш во месецот да имаме фармацевт во студиото, а вие кои редовно не следите веќе претпоставувате и знаете дека заедно со нас и ова утро е Билјана Божиновска, магистер фармацевт, менаџер на аптеки ДНА Анифарм во Капитол Мол и Населба Хром. Добро утро, Билјана, и добре ни дојде. Добро утро, Билјана, и благодарам за поканата. Така, оставаме простор гледачите да прашаат се што ги интересира, не успеале да прашаат. А ние во текот на емисијата ќе начнеме и ќе зборуваме за многу аспекти од нашето здравје. И променливото време со кое што се соочуваме и влијае на нашето здравје. Алергиите кои што ги има во моментов, заштитата на кожата, па некако во склоп на одбележувањето на месецот на меланом, како да го намалиме ризикот од овој карцином на кожата, односно како да ја заштитиме и да ја негуваме кожата. Вчера се одржа еден настан кој што заврши успешно како и се досега што се организира од Анимедија и Анифарм. Зашто стануваше збор, односно што беше главната порака која што требаше да се пренесе, а и ја пренесовме? Така, мај месец на меланом, како велиме, во мај месец зборуваме како да превенираме, рано препознаеме и соодветно да третираме и препорачаме како фармацевти одредени препораки кон пациентите. И токму на оваа тема бивме собрани дерматолози, семејни матични лекари и фармацевти заедно да прозбориме и проговориме што можеме со еден холистички, заеднички пристап да помогнеме на пациентите со меланом. И секако не би било интересен самиот настан, доколку сите овие информации не беа и се во можност и сите луѓе кои што се заинтересирани да ги слушнат на YouTube каналот на Анимедија, заради тоа што само заеднички кога делуваме, ние здравствените работници можеме многу повеќе да помогнеме за пациентите со меланом. Евромеланома и доктор Зорица Зафировиќ, кој што веќе од 2010 година активно секој мај месец и јуни месец организира со дерматолозите, значи бесплатни прегледи во нивните ординации, многу ја подигнаа свеста дека секој од нас како поединец мора да се грижи за својата кожа и дека раното откривање на меланомот значи еден спасен живот. И затоа мора сите заедно да делуваме, токму да ја намалиме инциденцата на пациентите со меланом и навремено да ги превенираме овие промени на кожата. Така, како и важната превенција, нели, за секое заболување со кое што може некогаш во животот да се соочиме. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Следете не до крај и се разбира. Ве поканувам да се јавите, да поставите прашање за да го добиете советот и препораката. Ова утро со нас во студиото во Фактор здравје е Билјана Божиновска, магистер фармацевт, менаџер на аптеки ДНА Анифарм во Капитол Мол и Населба Хром. И од режијата ми јавуваат дека веќе го имаме и првиот гледач, даваме предност секогаш на гледачите, повелете да ве слушнеме. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас. Ви благодариме. Видете, јас сум 68 години, пред 7 години имав мозочен излив. Терапијата ми е сарелтото и гамалонот. Пред 4 месеци неврологот ми ги прекина гамалонот, али јас овие 4 месеци осеќам нешто, концентрација губам, несигурност, водење, као заборавање нешто. Со мој термин знаете како е, колку се чека. Да отидам, па би ја молела докторка да кажам за нас. Со ове мислење нејзино би сакала да почнам да пијам нешто, дали можам уствари да пијам нешто на билна база за концентрација и за меморија. За концентрација и за меморија, а не за циркулација. Пошто пијам сарелтото, тоа е веќе јак лек. Така, ме разбравте, така? Да, секако ме разбрав. Да, ви благодариме.
Јас вака би упатила сепак пациентката кон матичниот лекар. Гамалонот може значи да го препорачи и продолжи самиот матичен семен лекар каде што оди пациентката, заради тоа што гамалонот представува еден вид на исхрана на мозокот и може, доколку имале позитивно искуство со тој производ, може би и треба понатаму да се продолжи со терапија. Освен гамалонот има голем број други препарати кои што се во аптеките и кои што се повторно со одреден сустав за исхрана на мозочната клетка. Јас не би именувала, има голем број производни куќи од типот на Неурозан, Неуровит, значи производи кои што на некој начин не содржат лекови кои што ја разредуваат крвта и ја подобруваат циркулацијата, зашто пациентката кажа дека веќе пие ксарелто кој што е сериозен лек за да заштити од повторно создавање на тромби. Меѓутоа, се она што е потребно да се исхранува мозокот, значи може да оди како суплементација и дополнителна терапија и секако велам слободно да се посоветува со својот матичен лекар или со фармацевтите, затоа што имаме навистина многу добри додатоци во исхрана. Да, нема да се погреши, затоа што дефинитивно после проблем и мозочен удар има потреба мозокот од дополнителна храна, заради тоа се со нормалната исхрана не успеваат пациентите да внесат доволно. Така, некогаш ни е потребно и нешто дополнително, ама треба да знаеме што е тоа така што може да го внесеме, а нормално, како реков тематичниот лекар и фармацевтот ќе ви ја дадат препораката, бидејќи и суплементацијата некогаш треба, односно најчесто така, доволно дозирана да биде внимателна во да се види што друго како терапија се пие, па со односот да се запази. Секако пациентката е доволно информирана, затоа и спомена, не би сакала некој препарат кој што ја подобрува циркулацијата и знаеме од кој аспект е стравот и се согласуваме дека веќе циркулацијата е подобрена со лекот, меѓутоа имаме потреба за исхрана на мозокот и мозочната клетка. Така да тука може да дојде и гамалонот и може да дојдат и одредени други додатоци кои што се со сличен состав. Така. Добро утро и за следниот гледач. Повелете. Ало, добро утро. Ве слушаме, повелете, добро утро. Прво поздрав до режија кои се така културни, прво ти дават енергија, тоа е многу битно. Поздрав до вас, Билјана, и поздрав до гостинката. Ви благодарим. Значи, се работи за една моја пријателка на која и дале да пие салкрозин. Докторот или докторка, не знам што и рекле да ги пие после јадење, а таа прочитала во упатството дека треба пред јадење 3 пати дневно по 2, нели? Тоа, ако добро ми ги напишала, салкрозин е така, пишува. Ме интересира дали треба пред јадење или после јадење, зашто многу е битно, нели? Ама ќе ми одговорите сигурно точно. Поздрав многу и ви благодарам. Ви благодариме, поздрав и до вас. Секако, значи, препораката треба да се почитува, значи, по правило салкрозинот се зема најмалку половина до сат време пред јадење и подобро затоа што за да имаат лековите подобра и правилно, нели, правилен ефект таму каде што треба активната субстанција да делува, дефинитивно мораме да се придржуваме. Се ги исклучоци правиме во одредени ситуации кога на пример имаме оштетување на желудникот, меѓутоа кој овој лек активната субстанција се ослободува во цревата, така да на некој начин желудникот не треба да биде полн за да не се намали ефектот и ресорбцијата на активната субстанција, така да пациентката нека се придржува според упатството за употреба. Како што и прочитала на лекот. Да, многу е важно, кога одиме во аптека, така, го земаме лекот, на кутивчето ни е напишано на колку часа, нели, по колку треба да земаме, ама забораваме дали пред или после јадење. Ќе ни каже фармацевтот, ама некогаш дали со внимание сме насочени или помалку внимание, така за да разбереме, ќе прочитаме и во упатството, ама повторно имаме можност да се исконсултираме. Така, многу често имаме и погрешно разбирање што значи на предоброк. Значи предоброк кога мислат пациентите, значи знаат да го испијат лекот и веднаш после тоа да седнат да јадат. Значи тоа исто како да сме го земале лекот заедно со храна. Значи предоброк значи најмалку половина до час време да се земе таблетката пред да се внесе храна, затоа што храната, поготово на која што содржи калциум, одредени минерали повеќе како што се млечните производи, спанаќот, може
и салицилатин може да го врзат лекот и активните супстанции да ја намалат ресорбцијата. И заради тоа, кога лекот е нагласен да се зема пред јадење, за да го постигнеме максималниот ефект, дефинитивно треба да се придржуваме. Исклучоци има и во правилата, меѓутоа тие исклучоци важат само кај пациенти кои што имаме веќе поставена одредена дијагноза од типот на гастритис, одредени оштетување на желудникот, каде што сме спремни и да имаме помал ефект од лекот, меѓутоа да го заштитиме желудникот кој што при тоа е, значи веќе имаме одредена нарушена здравствена состојба. А после оброк, кога пишува после јадење? По јадење, нели, или уз самото јадење, тоа значи дека храната е потребна за да тој лек заедно со хранливите компоненти од храната се ресорбира и се искористи. Особено по јадење се земаат одредени липосолубилни активни супстанции, односно тоа се лекови или активни супстанции што се раствараат во масти. Кога се вели се зема по храна или по оброк, се смета дека тој оброк треба да изобилува со масти, да биде веднаш после мручекот, значи оброк кој што ќе има масти во својот состав, за да можеме да самата активна супстанца полесно и максимално се ресорбира. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Може? Може, да, во програма сте, повелете. Добро утро, двете билјани, поздрав. Да, ви благодариме. Благодариме. Сева. Има прво мозочен удар. Да, продолжете. Ќе го намалите тонот на телевизорот и поставете го прашањето, ве слушаме. Добро. После тоа ми настрада и очите, па и ушите, па... Ајде, слободно поставете го прашањето. Ние ве слушаме, а после ќе биде и полесно вие да не чуете нас. Јарко, да ме се меша, добро, извинете. Сега само да ја прашам. Прашање. Ајде. Овие лекови, Пинетра, Дакрафор и Заласта. Добро. Добро, можеме врз основа на ова што ни го каже. Да. Сега слушнете ја препораката и советот. Да, секако, значи пациентот имал мозочен удар, препишана е антикоагулантна терапија, значи невропатска терапија, така да по правило пациентот треба да се придржува на терапијата и доколку има потреба од некаква промена, сепак таа промена на лековите ја прават матичните лекари или специјалистите. Доколку има потреба и кај овој пациент, исто како кај претходната гледачка која што се јави, може евентуално да се дополни терапијата со одреден додаток во исхрана кој што ќе го исхранува мозокот, затоа што секогаш таква суплементација само ќе ја помогне активноста и делувањето на лековите кои што се дадени кај ваквите пациенти. Меѓутоа мораме придржување заради тоа што имаме понекогаш одредени пациенти одат кон тоа дека добро се чувствуваат, самостојно ја прекинуваат терапијата, која што може да доведе до нов несакан инцидент, нов мозочен удар, кој што дефинитивно мора во континуитет да се следи оваа здравствена состојба. Така, сами на своја рака промена не смееме да правиме, ниту на зголемување, ниту на намалување или пак комплетно тргање на терапијата, посебно кога станува збор за специфични состојби. Добро утро и за следниот гледач преку прашањата на гледачите. Одговараме и на многу други кои што можеби ќе се најдат во слична ситуација. Повелете. Добро утро. Јас сум алергична на повеќе храна. И на полен и на се. И пијам цетирезин или летизен 365 дена без пауза. Изимам и спреј во грло и во нос. Сакам да прашам докторката дали треба од тие 365 дена некој период да направам и пауза. Иако внимавам на храната. Внимавате на храната, добро. Да. Ви благодариме, доволно е. Одлично прашање. Еве сега и алергиите ќе ги подспомнеме.
Аерозагадувањето и атмосферската промена, климатската промена направи, ако порано сме имале само 8 месеци каде што имало полени и пациентите со алергиски реакции реагирали, морале да бидат под терапија, веќе тој период е многу зголемен. Имаме веќе 10 месеци активни каде што мора да се земат одредена симптоматска терапија, како што се антихистаминската терапија од типот на цетиризин, за да се намалат симптомите. Меѓутоа, кога станува збор за алергијата, велиме секогаш мора да размислиме која е причината. Пациентката кажа дека е склона кон храна, склона кон поленски алергии. Храната можеме да ја контролираме, меѓутоа поленот не можеме да го контролираме. Да сакаме да го избегнуваме, нема да можеме во целост, така да го избегнеме. Значи, она што јас лично како фармацевт можеме да препорачаме, а верувам дека тие препораки доаѓаат и од матичните лекари, од оториноларинголозите, кои што најчесто нели се во контакт со овие пациенти што се склони кон алергии, дека едноставно мора да се внесуваат и одредени суплементи и локални спрејчиња кои што на некој начин ќе намалат атмосферскиот алерген да дојде во контакт со слузокожата. И имаме препарати кои што создаваат еден заштитен обложен филм во слузницата на носот. На некој начин носот го спречуваат како прва влезна бариера да не дојде алергенот во контакт со слузницата, а понатаму нели да се ресорбира и да направи поголем системски ефект на алергија, а од друга страна пак тука се и дефинитивно одредени суплементи кои што и се земат. Калциумот и витаминот С се исто така како витамини и минерали кои што ја го намалуваат интензитетот на алергиската реакција. Велиме дека со правилна суплементација, навремено земање и аплицирање на овие спрејчиња ќе намалиме интензитетот на алергиската реакција. Меѓутоа, за жал, постојат и така наречени сензибилизации, ако веќе пациентката знае на кој тип на алерген е алергична, значи постојат и одреден тип на вакцини кои што постепено, зголемувајќи го титерот или дозата на алергенот, значи се прави десензибилизација на телото. Едноставно да при следниот контакт со тој алерген, алергиската реакција не е толку бурна кај пациентката и верувајте дека веќе не постои човек кој што не се појавува алергија, токму заради загаденоста, заради атмосферските влијани и сето тоа е се почесто и почесто, не само кај помалите, туку и кај повозрастните особи. А секој ден во текот на целата година, како што спомена гледачката, дека ги пие антихистаминиците? Па затоа сметаме дека од можеби зимскиот период, ако се придржува во тоа да не внесува храна која што и предизвикува алергија, можеби за тие 2 месеци нема да има потреба, бидејќи самите антихистаминици се само симптоматска терапија, значи го намалуваат ослободувањето на хистаминот и ја намалуваат интензитетот на алергиската реакција. Меѓутоа, за жал, ако има потреба, континуирано потреба, тоа е тоа. Сепак мора да биде подобро, како велиме, од лекот гледаме дека секој лек има и несакан ефект, меѓутоа ако бенефитот е многу поголем од несаканиот ефект што лекот го дава, секогаш се одлучуваат и лекарите подобро да се зема него да третираме други компликации од алергиската реакција. Да, бидејќи кај некого може да биде и бурна реакцијата, едноставно тоа им ја олеснува состојбата, така. Сме виделе вака и во нашето опкружување, секој во торбата носи така или со себе некој антихистаминик. Во текот на денот, ако некоја реакција се појави, па тогаш по потреба го земате. Па така, по потреба не знам колку ќе има толку брз ефект, постојат други типови на лекови кои што се даваат при таква бурна алергиска реакција, меѓутоа цетиризинот или некогаш и поблага симптоматологија ако ви појави така можете, нели, за да ја смирите во моментот. Така. Да го слушнеме и следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до водителката и до докторката. Да ви благодариме. Сакам едно прашање да поставам. Имам кила на желудник и гастритис. Аспирин и кардиопирин не можам да пием. Пием андол. Дали ми препорачува друг лек? Исто и на купетот, како да направам пауза. Го пием повеќе, мислам, долги години. Да. Фала многу. Молам. Ви благодариме и ние вам. Така. Андол, аспирин, кардиопирин, сите тие се гастрорезистентни таблетки. Тоа значи дека тие имаат во својата обвивка, значи еден заштитен филм кој што не дозволува да самата таблетка
значи се ослободи активната супстанција во желудникот, туку тоа се ослободува во дуоденумот, односно 12-палачното црево, и тука се прави ресорбција на активната супстанца. Така да, ако веќе има препорака од лекар дека мора да го прима континуирано ацетилсалицилната киселина, без разлика од која производ на куќа е, значи едноставно да опуштиме пациентката дека по правило, значи тој и не прави проблем во желудникот, затоа што има сепак заштитен филм и треба сепак ослободувањето да се случи во 12-палачното црево. Доколку и прави проблем, сепак нека се води, нели, ја велам, во секој правило постои исклучок, па индивидуалниот пристап е оној кој што ни е многу важен, а за да го дадеме мораме и вака преку разговор да ги видиме, нели, чувствата и симптомите кои што пациентите ќе ги објаснат према фармацевтите и спрема докторите од другата страна. Прашањето е за купитот. Купитот станува збор за статинска терапија која што третира повишени масти во крвта, повишен холестерол по-конкретно, и тоа е еден вид на хронична терапија кој што пациентите не смеат да прекинуваат на своја рака. Она што треба и можеме како фармацевти да го советуваме да се прават редовни контроли на трансаминазите, тоа се хепаталните ензими, и едноставно континуираната терапија со статинот, поготово кај пациентите кои што имаат повишен крвен притисок, е превенција, значи од инфаркти, од мозочни изливи, едноставно повторно ќе речам, кога го гледаме бенефитот што го добиваме од купитот пациентката која што ја прима и несаканите ефекти кои што можеби ќе се стимулираат и ќе се јават доколку се прекине со терапија, дефинитивно повторно ќе речеме, само лекување и самостојно прекинување на терапијата без консултација со специјалисти матични лекари не смееме да имаме, заради тоа што на тој начин имаме неконтролирана третман и третирање на компликации од неправилно земање на терапија. Така да еве добар совет пациентката да не размислува да го прекине купитот на своја рака без консултација со матичниот или со специјалистот. Штета нема да направи колку што бенефитите ги има пациентот. Го одбираме секогаш она кое што е подобро за нашето здравје и кое што ќе ја држи под контрола состојбата. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Добро утро. Се интересирам да прашам за лекарството што ги примам од сопруг секојдневно, да му прочита, да му ги кажам на докторката, за да ми каже дали треба уште некои работи. Проблемот е со нормално со заборавање, 84 годишен е, пие било 120. Добре. Пие гамалон. Добре. Пие фолна киселина. B12. Навечер го пие купинот, купин од 25. Добра. Сега имавме холин плюс на ова терапија, но сега долго време го нема. А нема ни некоја замена. Дали се доволни покрај нормално она за притисок што го пијан до 100? Дали е доволна ова терапија? И дали ни фали холинот? Да. Добро. Одлично, мислам прашањето одлично, терапијата ја гледаме, значи пациентот е 84, она што треба да го одржиме е токму моментот на исхрана на мозокот, а пациентката преку билот кој што го дава ја подобрува циркулацијата, преку гамалонот ја подобрува исхраната, купинот значи е сепак лек кој што треба исто така редовно да се прима за да се стабилизира нервниот систем. Меѓутоа, она што ќе кажам, дека холинот го нема во Македонија и не се прави некоја грешка што пациентот не го зема, бидејќи зема B12 и фолна, значи моја можеби препорека да немаме премногу таблети, па да се заборава да се земат. 5-6, така беа. Да, она што се наброја, верувам дека можеби има и нешто дополнителна терапија. Постојат производи каде што B12, фолната киселина се во една таблетка како одреден Б комплекс, каде што треба да се провери да се сема во соодветна доза, како што пациентот и претходно ги земал, и сметам дека е сосема доволна суплементација која што треба да го одржи пациентот во една витална здрава состојба и да ја да не ја влоши состојбата на заборавање. Сега не можеме да очекуваме дека со додатоците во исхрана ќе имаме чудотворно делување, пациентот ќе мисли и ќе памети како што паметел на свој 20 години, меѓутоа и да ја одржиме до оваа состојба, да не се влошува, треба да бидеме среќни.
Така да. Така Со оглед да, на и одлично. годините 84 Така е е. браво, нели, Да. човек да доживее таква возраст. Пред да погледнеме реклами, ќе го слушнеме и следниот гледач, па одговорот и прашањето, односно и советот веднаш по рекламите. Добро утро и за вас, повелете. Ме интересира во програма ли сум? Во програма сте, да. Добро. Имаме да се консултирам, сакам со гостинката ваша. Секако. Долго време метотрексат во таблетарна форма ги конзумирам, ама желудникот веќе ми е така речено оштетен. Ме интересира дали по аптеките го има пуштено од и кога одиме во болница кога лежиме, ни пуштаат ампули. Дали има по аптеките пуштено ампули? Метотрексат? Мислам дека се уште дефектура, меѓутоа сепак подобре да ја проверам информацијата, па нека остави пациентката во режија телефон, ќе дадеме точна информација во текот на денот. Така за да. Ќе исконтактираме да видиме да не случајно во меѓувреме има доставено по веледрогериите. И каде може да се најде, така да. Да. Следуваат реклами, останете со нас до самиот крај. Продолжуваме по рекламите, иако само кратко време ни останува, некои 6-7 минути до самиот крај, во убав разговор времето бргу поминува, а и самото тоа што од самиот почеток имавме гледачи, оставивме простор да им излеземе во пресред, говори само за фактот дека им е потребна и дополнителна консултација, им е потребно да постават прашање за да бидат сигурни дека она што го прават и го примаат како терапија е тоа вистинското. Така е. Јавноздравствени кампањи, повеќе, на кој начин да ги организираме, на кој начин да бидат поблиску до вас фармацевтите? Так. Фармацевтите дефинитивно се во идеална позиција. Ние секогаш велиме сме најдостапните здравствени работници. Пациентите на довербата ја имаат веќе дадено кон нас и дефинитивно ние како здравствени работници гледаме максимално да излеземе во пресред, во препознавање на симптоми, во правилна препорака и на додатоци на исхрани и симптоматска терапија. Меѓутоа, она што се исто многу важни фармацевтите е во рано препознавање на симптомите кои што не смеат симптоматски да се третираат, туку сега веднаш треба да се препратат хематичните лекари. И заради тоа, токму овие јавноздравствени кампањи, фармацевтите постојано, континуирано се едуцираат и тоа е што е многу важно да соработката помеѓу нас и матичните лекари како примарни здравствени работници е основа за добар менеджмент на времена дијагноза на сериозни заболувања. И секогаш велиме дека еве денеска не можевме да зборуваме на различна тема затоа што имаше огромен број прашања од пациенти кои што на некој начин сметаме дека поминале преку лекарите, значи го донеле лекот од аптеките во својот дом и повторно се уште имаме некои прашања и несигурности дали навистина правилно постапуваме. И одлично е кога сите ние како здравствени работници ќе се водиме од одредени протоколи кои што кога матичниот лекар ќе ги даде препораките, фармацевтот ќе ги повтори во аптека, веќе пациентот има сигурност дека го зема вистинскиот лек, веќе 30% плацебо ефектот е постигнат, а веќе имаме и до 80% придржување кон терапијата. Ние имаме неефикасен третман најчесто заради неправилно земање на терапија, само лекување и секако на крај неконтрола на целата здравствена ситуација. Јавноздравствените кампањи се веќе втор момент и каде што сите ние, почнувајќи од аптеките, матичните лекари па специјалистите да се вклучиме во јавноздравствени кампањи како што е еуромеланома и како што е активноста не само во мај-јуни месец подсетуваме за свесност од заштита од сонце, туку тоа го повторуваме во текот на целата година до следниот мај кога повторно ќе ја подигнеме уште еднаш свеста како здравствени работници што значи да се грижиме за својата кожа. И јас секако ќе кажам дека мора најмногу да делуваме на младите, затоа што децата се оние кои што се учат од најмала возраст и би сакала во таа насока, бидејќи сепак мај месец на меланомот, заштита од меланом, да потсетам на една кампања што во Австралија во 80-тите години била спроведена од државата. Sleep, Sleep, Slap, тоа е првиот момент каде што преку телевизијата и преку децата најмногу се делувало дека не смее да се излезе најнапред. Облечете си својата заштитна облека, ставете крем како со заштитен фактор, земете си крем кој што треба во текот на денот повторно да го нанесете и ставете заштитна капа.
А со посем 2 години истата таа кампања на дополнета на најдете сенка и ставете наочари за сонце за да едноставно го заштитиме детето од најмалата возраст. Статистиката зборува дека преку оваа јавна здравствена кампања во 80-тите години Австралија била на првото место од ревидирани случаи со пациенти со меланом. За да поснем 5 години веќе е сега спуштена на 5-то место, меѓутоа тоа значи дека инциденцата кај оние деца кои што биле враќани родителите дури назад од градинките за да донесе родителот капчи соодветна облека за неговото дете и сончев заштитен фактор, децата го врежале сето тоа во својата меморија да едноставно кај таа популација кој што се сега околу 45-6 години има најмалка стапка на појава на меланом. Тоа зборува дека јавно здравствените кампањи се оние кои што треба да ги спроведува државата преку нас како здравствени работници. Ама да бидат во континуитет? Во континуитет и да бидат направени на начин да навистина допрат така до популацијата. Да допрат до популацијата. Јас секогаш велам, младата популација таа што сега ги користи најмногу социјалните медиуми. Значи мораме за секоја популација за која што е наменета одредена кампања да искористиме соодветен медиум. Ако е наменета за постарата популација, тогаш е телевизијата. Ако треба свеста да зголемиме и кај младата популација, треба да ја вклучиме и социјалните медиуми за да допреме до таа популација. И на крајот, кога велиме дека превентивата е она кое што е најевтина, заради тоа што на тој начин спречуваме да не настане пожар, не да го гаснеме откако веќе болеста ќе дојде. Значи ние третираме или ќе успееме да откриеме нешто во многу рана фаза кога навистина добри се многу прогнозите за понатаму и за лекувањето. Затоа рековме меланомот има одлични прогнози доколку на време да се дијагностицира и се истретира. И секако велам дека одговорноста носиме сите ние како здравствени работници, а благодарение на ваквите емисии и медиумите верувам дека ќе допреме до голем број гледачи и слушатели. Така. Имаме уште двајца гледачи. Ајде, кратко ќе ги замолам да ги постават прашањата, кратко да одговориме за да излеземе и во пресрет и на овие двајца. Добро утро, повелете. Имам поздрав до фармацеут, до вас биле. Имам едно прашање. Јас сум кардиолошки, имам утврдена тахикардија, така да примам многу срцеви лекарства за срце. Да. Сега пред 2-3 месеца ми доставија и Дилакор. Добра. До тука нема проблеми со главоболка. Како почнав да ги примам Дилакор, ја имам големи главоболки. Дали причинител за тоа се новите таблети Дилакор или па прашање само, Дилакорот го пиете од понеделник до петок, за викенд правите пауза? Да, 2 дена правам пауза. Добре. Тоа беше битно, да. И тоа ми беше прашањето. Сега ќе слушнете веднаш. Да, според нас, значи, не би требало да биде една од причината Дилакорот за појавата на главоболка. Кога веќе мора да се внесе во терапијата, може би понекогаш при внес на нов лек во терапијата има потреба телото извесен период да се навикне. Сега не прашавме колку долго веќе пациентката ја го зема Дилакорот, меѓутоа може би и треба да се следи дали во периодот кога тие 2 дена не го зема Дилакорот, се уште е таа некоја континуирана болка, да. И секако нека си води дневник, затоа што јас велам сите ние мислиме дека паметиме, меѓутоа не паметиме, може би кога се јавува болката, колку долго трае, да си го оцени интензитетот на болката, нека земе да го оцени од 1 до 5 и да стави која е оценката на јачината на болката и со тој дневник да се обрати кај матичниот лекар за да можеме на некој начин да видиме, значи да се претпостави од каде истата се јавува. Не мора да значи дека е од Дилакор. Некогаш и субјективно се стимулира некаја кога ќе се воведе некој нов лек, а и времето надвор многу ни влијае на здравјето. Многу често се жалат на главоболки, така, или се покачува притисокот, крвниот притисок кој што веќе се контролирал претходно, иако нели не треба само да се потпираме дека временските услови ни се виновни за нешто што чувствуваме, затоа добро е да се консултираме со. Ние велиме имаме индивидуален пристап затоа што не мора да значи никогаш е и пријавено како некој несакан ефект. Многу чести пациентите кои ќе прочитаат ретко или многу често веќе и психолошкиот момент е тука многу битен, меѓутоа сметам дека треба да се остави простор да се води дневник и со матичниот лекар да се дојде до некое реално решение што понатам. Така. На самиот крај благодарност за гостувањето. Одговоривме на сите прашања на многуте гледачи кои ова утро ни се јавија.
Не мора да чекаме цел месец да помине, може и порано повторно да си имаме заедничка емисија за да им излеземе во пресрет на сите кои можеби не успеа и денеска да постават прашање. Секако јас ги охрабрувам и другите мои колеги фармацевти кои што се исто така сполни со знаење да дојдат на вакви здравствени емисии и своето знаење да го понудат на луѓето кои што дефинитивно имаат потреба од фармацевска грижа. Така, благодарам уште еднаш, а благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.